Вака сега. Почитувани пратенички и пратеници, го дочекавме второто читање на Законот за работни односи за недела за ден на одмор. Предлог законот предвидува воспоставување на баланс на приватниот и семејниот живот на работниците во нашата земја. Со ова законско решение, 92% од работниците ќе имаат можност да практикуваат семејни, но меѓутоа и социјални дружења, на тој начин генерирајќи поголемо задоволство и поголема мотивираност, што ќе доведе до зголемување на продуктивноста во компаниите и во јавните институции каде што ќе работат. Битката за работничките права ми беше еден од врвните приоритети на кои сум посебно горда. Работниците се нашиот најголем капитал. Нивниот труд мора да се почитува и вреднува. Дали овие лаги ви звучат познато, колеги? Вашата министерка ги кажа. На 21 декември 2021 година сме го дочекале Законот за работни односи, а на 12 мај 2023 што дочекавме, колеги? Свет на евролинијата и заборавивте на работниците. Работниците, кои се нашиот најголем капитал, ги направивте робови и роботи. Тоа го дочекавме. Или па, ова не се однесува на македонските работници. Ајде, одлучете се сега. Кои работници ќе ги градат коридорите 8 и 10? Како и да кажете? И да се тоа македонските работници, и да се тоа странски работници, не ја бива работата. Зошто? Затоа што на македонските работници им ветивте баланс на приватниот и семејниот живот, а на странските работници пак им овозможувате да можат да работат од првиот ден од како ќе стапнат на македонската земја, без да чекаат работни дозволи и визи, затоа што за работниците на коридорите 8 и 10 законите нема да важат. Замислете, само замислете, некој од било која земја во светов да посака да се инфилтрира во Македонија со намера да прави безбедносни проблеми, например. Ке си дојде како работник на автопатиштата и овде ке си прави што сака, бидејќи не му се потребни никакви документи. Каде го има овој башибузук, колеги? Ова ли се европски вредности? Па и Европската Унија ви кажа дека овде нема ништо европско и покрај европското знаме што го ставате секаде каде што не му е местото. Се на се, колеги, трнливи се патиштата до нашите автопатишта. Најпрвин затоа што не соочивте со таен договор за јавни автопатишта, кои уште не почнати отвараат огромни сомнежи за корупција, проследени со бројни скандали. Бар ние пратениците овде знаеме како владата се дрзна да ги заобиколи законите и да си донесе нов закон во 4 очи и истиот буквално да им го подметне за подпис на колегите од ДУИ, кои пак, како и до сега, си го подпиша само затоа што за нив величенствениот Груби им кажал дека мора да го подпишат без и воопшто да го видат. Деловна тајна бил договорот, немало да се плаќаат пенали, туку ќе сме плаќале дополнителни трошоци, нешто што му доаѓа исто како да кажете дека државата нема да плаќа во денари, туку ќе плаќа во евра. При толку контроверзии не доведовте до ситуација веќе да не се прашуваме дали ќе има штетни последици, туку колкави ќе бидат штетите. Затоа што со ова што сте го подпишале со заврзани очи, од работниците правите робови, а ова што го нарекувате историски инфраструктурен проект ќе стане една од најкоруптивните сделки, плячка на векот.
Во тоа ви се посомнева и Државната комисија за спречување корупција, која веќе отвори предмет за овој проект. Законите не смеете да ги изменувате заради конкретен проект, туку мора да воспоставите систем во кој заштитата на работникот ќе биде врвен приоритет. Воведувате работно време како пред 140 години и овозможувате работникот да биде нечовечки експлоатиран, работејќи 72 часа во текот на една недела. Преседан во светски размери и директен атак врз здравието и безбедноста на работникот. Ги вративте работниците во најцрните денови, жртвувајќи ги и нив и нивните семејства. Сега, наместо да глумите рамо до рамо со народот, застанете рамо до рамо со синдикатите и прекинете го ова лицемерие за пусти пари. И не ми кажувајте за некаква наводна согласност од работникот. До толку ги осиромашивте граѓаните, што сакале или не мораат да се согласат да работат подолго од 8 часа во текот на една недела и повеќе од 190 часа годишно под превезот на вашите стратешки интереси, кои значат 0 слободен ден, работа и во недела, до исцрпување, до изнемоштеност. Тоа, оние што ги избркавте, заминаа, а овие што останаа, ќе се разболат од вашите налудничави идеи. Вразумете се и сватете дека стратешки интерес е да се бориш за доброто на работниците и да го цениш работничкиот труд. Не е стратешки интерес да ги вратиш работниците во времето на феудализмот и со неуставни измени да им ги одземаш веќе стекнатите права. Овој неуставен и дискриминаторски закон не смее да се донесе затоа што работниците се столбот на нашата економија и движечка сила на државата. Ама вие очигледно сакате таа движечка сила да липса. Како можете да помислите да го менувате начинот на исплата на плати, кој мора да се врши согласно закон? Се чудам каков тоа црн правилник за исплата на плати ќе донесе министерката за труд, иако мора да биде свесна дека овие прашања се уредени и се уредуваат со законски одредби. 8-часовното работно време е придобивка од работничкото и синдикалното движење од далечната 1886 година. А со ова што денес го правите, поддржувате присилна работа и ги газите човековите права и човековото достоинство. Потребната работна сила се обезбедува со зголемување на бројот на вработени, а не со енормно зголемување на работното време, за кое работникот ќе мора да вложи надчовечки напори. Со ова што го правите, не сте во согласност со Конвенцијата за дискриминација. Ова што го правите представува нееднакво постапување кон одредена група на вработени. Со ова што го правите избегнавте социјален диалог, ги избегнавте синдикатите, не им дадовте можност да се изјаснат. Со ова што го правите им давате помали права на работниците. Ова што го правите нема никаква правна логика, бидејќи работата на национални и стратешки интереси за државата може да се спроведе со работа во смени. Со ова што го правите оставате широко поле за злоупотреби. И на крај, ова што го правите ќе предизвика огромно незадоволство кај работниците, синдикатите ви се кренати на нозе затоа што поддржувате несоодветни законски решенија кои се дискриминаторски, нејасни и на штета на вработените. За крај апелирам и ве молам, имајте милост за граѓаните, заштитете ги работниците, не затоа што им го ветивте тоа, туку затоа што го заслужуваат тоа. Ви благодарам.